денеска ќе зборувам за многу важност, голема важност има околината во однос на вашите мисли. Ќе ви објаснам зошто има голема важност околината во однос на вашите мисли. Поради тоа што вашите позитивни мисли, вашата позитивна енергија доаѓа од вашата големина како битие. Вие сте сите големи битија. Ние сме сите големи битија. Но кога некој ќе ве направи да сте помало битие, тогаш доаѓаат негативните мисли, затоа што не е соодветно на вашата големина. Кога човекот има негативни мисли и негативни проекции, не значи дека се тие мисли дојдени од него. Може тие да бидат мисли насобрани од околината и тие негативни мисли кои што се насобрани од околината, после тоа да се рефлектираат како даден тип на негови мисли. Но една работа е дека душата во нејзината оригинална изворна состојба, она нема негативни мисли и не е негативна, но со текот на времето, во текот на постоењето, човекот може да насобере негативни мисли. Сте видели ли, например, некое дете? Ајде да речеме, имате некое дете. И некое дете кое што сте виделе децата дека не му ја ни мислат, дека нема негативни мисли, он не му ја ни мисли и затоа и нема негативни мисли. Зашто не му ја мисли. Зашто колку повеќе ќе почнеш да му ја мислиш, толку повеќе негативни мисли имаш, а децата затоа што не му ја мислат многу, тие немаат негативни мисли. Сега, точно е дека може да сгрешат или може да направат нешто кое што не е соодветно, но луѓе, сте виделе дека на децата генерално и моди во животот се случува како не се многу деструктивни, ако не се во некои деликвентни фреквенции кои што не се добри и така натаму, но генерално на децата и моди, баш поради тоа што не му ја мислат премногу, затоа немаат негативни мисли. Но што имаат? Имаат волност да искусуваат нови работи. Сега, има еден многу убав курс од филозофот Хабер за самодоверба и сега ќе го парафразирам, затоа што не е курсот пред мене, но вели дека една од клучните работи за самодовербата е волноста да се искуси. Волноста да се искуси. Што? Да се искуси живот, да се искуси излагање надвор од комфорт-зоната, да се искусат препреките на патот на вашата цел, ајде да не речеме предизвици, кои што треба човекот да ги надмине за да стигне до нешто, но дефинитивно е поврзано со желба да искусиме, зашто кога човекот ја нема таа желба да искуси, му паѓа самодовербата, ако ќе му падне самодовербата, доаѓаат негативни мисли. Зашто против отров на негативните мисли е самодоверба. Ама самодовербата доаѓа од другата страна на стравот, затоа што луѓето секоја сака да имаат самодоверба пред да тргнат, за да го совладаат стравот, ама тоа не е така. Имате два типа на страв. Едниот е нерационален страв и другиот е рационален страв, кој што фактички може да биде, не знам, да видите змија пред вас, секако нема да идете да ја галите змијата или сакате да ќе се трнете затоа што ќе ви развие страв, но тој страв е нормален страв. Но имате и страв кои што потекнуваат од минати трауми, од минати ситуации, од минати моменти кои што се имаат случајно во вашиот живот, кои што ствари поентата на човекот е да почне да ги чисти и да ги вади од себе тие моменти кои што се случиле, може да се случило на човекот порано. Сега, но како околината може да направи некој човек да се чувствува со многу негативни мисли? Да се вратиме на примерот со детево што го зборев. Имате дете кое што сака да живее, кое што сака да креира, кое што не му ја мисли, кое што е цело време во акција. Океј. Имате мајка или баба, кое што цело време му ја мисли, цело време му ја мисли, цело време му ја мисли, а мајката и бабата зашто мислат? Они мислат зашто детето е толку активно, зашто е толку пргаво, зашто сака да излезе, како може така да се игра, па нели може да помисли дека може нешто да му се деси ако се игра. Сега, кога мајката и бабата почнуваат уствари да го контролираат детето на кој начин? Со тоа што ќе го преплашат. Гледате, кога имате некој човек кој што е уплашен, он, за да не му ја мисли премногу, он ќе почне да ги плаши, во овој случај детево, ќе почне да го вади од памет за многу работи, за да може да го контролира. Детето на почетокот оно нема филтер. Ме разбирате? Оно нема филтер, затоа се и најпроблематични сите тие периоди кога сме биле помлади. Зашто? Затоа што не сме имале филтер. Сега слушаш некоја информација, ти ја филтрираш затоа што имаш искуство, имаш знание, свикаш глупости збори човеков, што е на женава, зашто вака збори, тоа се неизини стравови, ама детето не може да рече тоа се стравови на мајка ми, кои што дошле од баба ми, детето тоа не го разбира. И детето нема опција да ги филтрира информациите кои што доаѓаат до него. Оно ги впива, не само што не ги филтрира, него ги впива.
И сега, кога имате дадена ситуација, имате некој татко кој што се плаши од кучиња, појма не. И се на синот на керката што ќе каже, немај кучево да го допираш со раце, има ваква болест од кучево, има онаква болест, мачки може ваква болест да ти пренесат, може онаква болест да пренесат. Нема ако се настинеш, ако идеш таму, ако да не стави прсти уста за бла, и сето тоа треба да се биде предострожно, секако. Јас сум растен со сите тие инструкции, не стави прсти уста, така татко ми беше доктор по медицина и така натаму. И треба да имаме нормална загриженост во врска со незагриженост, него нормална предпазливост во врска со некои работи. Ама ќе ви кажам една работа. Стравот доаѓа од преголема предпазливост. Значи човекот е добро да биде предпазлив, ама не премногу. Зашто колку сте попредпазливи, толку повеќе стравови ќе имате. Колку сте предпазливи во разумна мирка за да спречите несакани работи, тогаш сте окей. Ама кога почнуваш да идеш во преголема предпазливост, фактички почнуваш она што се случува, кога идеш во преголема предпазливост, почнуваш да ги активираш тие стравови. Почнуваш да ги активираш тие негативности и така натаму, и така натаму, и така натаму. Сега сакам да ви објаснам нешто во врска со даден тип на околини. Ова што го зборував за мама, за баба, за тато, за дедо, за кој да е у посебна категорија. Се оно што ќе го објаснам е малку поразлично, нема врска ова што го кажав со баба и со мама или со дедо и со тато и со кој да е. На друго ќе ви биде поентата, игнорирајте го тоа што го зборев, овие муабети се што ги зборев од тато, мама, баба, дедо, не спаѓаат во ниједна од овие категории, се што ќе го објаснам. Но ќе ви објаснам нешто како ќе ти дојдат тие негативни мисли, како ќе ти дојдат тие стравови, како ќе ти бидат тие нешта, како што се анксиозност и така натаму. Зошто и како доаѓаат, сега ќе ви нацртам. Само секунда. Океј. Гледайте. Ајде да речеме, имаме 3 типови на луѓе. Не 2, 3 типови на луѓе. Денеска ова е моje видување во врска со некои нешта. Имате даден тип на луѓе. И тие типови на луѓе се дадени луѓе, ајде ги кажеме тоа се овој тип на луѓе. Една категорија на луѓе, првата категорија на луѓе, кои што се луѓе, кои што се многу амбициозни, имаат цели, сакаат да бидат први, ама не сакаат вие да бидете над нив. Ајде да ги ставиме у таа категорија. Значи имаме ситуација каде што имате луѓе кои што имаат амбиција, кои што се амбициозни, кои што имаат цели, ама газат преку лешеви, не е мегајле дали ќе те повредат, немаат чувство на емпатија и она што е многу интересно, сакаат и гледаат дека успеале ако ти си под нив. Значи тоа е првата категорија од луѓе. Од нив ќе добиете малост. Тие луѓе ќе ве намалат. Зашто? Поради тоа што сте им препрека во животот и во постоењето. Значи тоа е група на амбициозни луѓе. Тука може да имате и не толку амбициозни луѓе, но тие луѓе може да бидат успешни. Може да бидат на некој ниво каде што се успешни луѓе, кои што може да бидат директори на компании, може да бидат видни луѓе, може да бидат некои лидери во друштво и така натаму, но нивната енергија, нивната комуникација е секогаш во насока на инвалидизација, на омаловажување, деградирање, понижување на други луѓе околу нив, затоа што нивната сцена и нивното сценарио за успехот нивни, ако се они тука, ама вие сте тука. Со други зборови, што ќе се случи е ќе ве намалат. И пак ќе го зборам сето ова сега поврзано со негативни мисли, затоа што негативните мисли доаѓаат кога ќе сте мали. Кога ќе ве смали некој, ви доаѓаат негативни мисли. Кога ќе ве смали некој, ви доаѓаат чувство на загриженост. Ви доаѓа, ај по ништо, не загриженост, ама несигурност. Несигурност. Сега, тоа е првата група на луѓе. Значи имаме даден тип на луѓе кои што се негативци. Ајде да ви дадам пример. Ви се случило ли да бидете во некое друштво, каде што, ајде да кажеме, сте биле 7-8 луѓе. И у тие 7-8 луѓе, вие сте си имали убава хармонија, сте се чувствувале убаво, убава комуникација, добри релации, хумор кој што е здрав. И ке дојат двајца луѓе или еден. И на него хуморот кој му е? На него хуморот ке дојде тој еден човек или двајца, ајде дека се,
Кој е хуморот? Ке најат еден двајца на кои што можат да ги смејуваат и ќе почнат да ги смејуваат тие еден двајца луѓе во друштвото. Што се случува? Лете, сте имале 6-7 луѓе пред оние на двојат кои што биле релативно конструктивни. Но овие двајца кои што се приклучиле на друштвото вадат негативност кој што други два тројца. И сега немате двајца негативци, сега имате 5 негативци. Каде што двајцата се само фактички окей, затоа што тие не сакаат да се шегуваат на туѓа сметка. Овие другиве немаат емпатија, рековме. Значи, немаат емпатија. На нив уво ги боли дал некој окей, повреден, на него му е битно да те спушти, да те исмее и неговиот хумор и неговата сатисфакција фактички доаѓа од повреда на другото, со други зборови, емпатичност кон другите луѓе нула. Тоа е првата категорија. Втората категорија на луѓе се луѓе кои што се без амбиција и цел. Тие не се негативни како ова у прва категорија, нема врска, не се така негативни. Ама нивната негативност доаѓа од тоа што немаат заложба во животот и не се ориентирани кон ништо конкретно кое што е добро, убаво, конструктивно, нешто кое што самото идење кон самата таа цел ќе им донесе среќа. Ме разбирате? Цитатот филозофот Хабар среќа е надминување на препреки кон позната цел, односно надминување на непознати препреки кон позната цел. Непознати зашто препреките ви се познати кон целта. Ако човекот има цел и ги надминува препреките, он ќе биде среќен човек. И он ќе биде исполнет со себе. Сега, во втората категорија на луѓе, ги имате луѓе во кои што ја ги бирам, ги викам дека се во барата и во жабокречината. Што реков, немаме комфорт зона, под комфорт зоната се наоѓа барата, таму се жабите. И што прават жабите? Жабите си седат, што вика еден дечко, грицкаат пластични лажички по целено кафиче, чак, пластично лажиче е направено миниатурно, мало, зашто по цел ден е со кафе, грицка пластично лажиче и само збори сеири за други луѓе, затоа што нема амбиција, не може да биде толку конструктивен и креативен. И оно што се случува, оно фактички у некоја средина е, ајде да не речеме ама така е да кажеме во некој тип на осредност, каде што осредност иде кон надоле, фактички иде кон деструктивност, затоа што нема амбиција и нема цел. Ајде да речеме, ти ќе дојдеш да седнеш во некое друштво, каде што луѓето не зборат за амбиција, не зборат за цели, не зборат за нешто кое што треба да го постигнат, туку напротив, зборат за нешто што е накај негативно. Зошто зборат за нешто кое што е накај негативно? Многу едноставно. Зборат за нешто кое што е накај негативно, поради тоа што немаат позитивна цел. Немаат цел кон која што тие стремат. Сега, ако човекот има цел кон кој што он стреми, тој не може, иако е добар карактер, ајде да кажеме, тоа е третата категорија, вие сте тоа, да кажеме, кој што имате некоја цел, но не зависи вашиот успех само од вашата цел постигнување, него вие сакате и другите луѓе околу вас да успеат заедно со вас. Тоа е здрава средина. Зошто? Затоа што таму луѓето зборуваат за цели, зборуваат за надминување на препреки, зборуваат за решенија, зборуваат за идеали, зборуваат за визии, зборуваат за планови за успех. Гледате, тоа е тоа кај што вие сакате да бидете. Затоа што да ви кажеме една работа, ние кој ќе речете негативни мисли, стравови, анксиозности, да, ама сето тоа доаѓа поради тоа што не преземате акција, додите кон некоја цел. Ако ти превземеш акција, додиш кон некоја цел и дојдеш до близината на таа цел, ти ќе ги снемаш негативните мисли. Затоа што негативните мисли се под нивото на акција, под нивото на храброст, а храброст и акцијата се на тоа ниво. Затоа што храброст е преземање на акција, без разлика на тоа што не го знаеш крајниот резултат. Има во цитатот Гете, вели храброст е посветеност да трнеш без гаранција за успех. Не сега немаш ти гаранцијата за успех, ама веруваш доволно во себе за да трнеш. Веруваш доволно во себе за да трнеш. Кога веруваш доволно во себе за да трнеш, тогаш ќе веруваш повеќе од себе во себе за да продолжиш. Кога веруваш во себе за да трнеш, она што ќе се случи, ќе веруваш доволно во себе за да можеш да продолжиш. Но, ајде да кажеме, вие сте во категоријата трета, на луѓе кои што имаат амбиции, имаат цели, имаат акција, имаат дисциплина, работат на остварување на своите цели преку планови и немате време за негативни муабети. Има еден познат мотиватор, Грант Кардоне, вели,
За мене зборат само оние луѓе кои што помалку работат од мене. Не се точно е, затоа што ако имате луѓе кои што се со амбиција, цели, здраворазумни, не да ве понижат вас, затоа што за нив успехот е они да победат, ама да ти дадат рака и ти да дојдеш со нив, затоа што за третата категорија на луѓе тоа е вистински успех. За првата категорија на луѓе, тие што беа негативни и амбициозни, тој може да се нервира ако ти си над него и ќе направи се за да те спушти под него. А втората категорија, тие се неамбициозни луѓе кои што се во барата, кои што немаат цели, кои што немаат идеи, кои што преживуваат и во таа енергија на непревземање на акции и дисциплина нема позитивни мисли. Затоа што позитивната мисла се наоѓа околу акцијата и дисциплината. Кај ќе ги најдете позитивните мисли? Запамтете го ова. Позитивните мисли ќе ги најдете околу акцијата и дисциплината. Околу, што значи околу? Значи дека мора да имате дисциплината и акцијата за да се појават позитивните мисли. Тие се таму, ама не ги активирате позитивните мисли. Фактички мотивацијата доаѓа после дисциплина. Како рековме, мрза, дисциплина, мотивација. Мрзата е баш оваа категорија, втора категорија на луѓе, каде што има мрзеливост како предоминантен фактор. И што се случува, зашто стануваат негативни? Затоа што почнуваат да покажуваат на околината дека околината е крива, зашто они ги имаат тие негативни мисли. Ме разбирате? А они што имаат негативни мисли? Они имаат негативни мисли до државата е, до општеството е, не можеш да успееш заради оваа политичка партија, заради онаа политичка партија, не можеш да успееш во државата заради ова, не можеш да успееш во државата заради ова, дека не можеш да успееш во државата заради ова или тоа се све негативни мисли. Ама ние не ги третираме дека се негативни мисли. Зашто? Поради тоа што станало толку предоминантно, поради тоа што е осредност, затоа што луѓето никогаш од средноста не ја гледаат како проблем. Е сега, ако ја гледате осредноста како проблем, а ја сакам да ја гледате осредноста како проблем, зашто имате тука е таа првата категорија на луѓе, односно третата категорија на луѓе, позитивните. Ајде да го нацртам тоа на друг начин. Ајде да кажеме, еве ја комфорт зоната. Еве ја барата. Ама, еве го изворот на реката каде што се наоѓаат лососите. Гледате, овие луѓе од дека, тие су таа втората категорија, затоа што ја нема, тоа е осредноста. Гледате, тоа е просекот. Зашто просекот секогаш оди надоле. Знаете кај нас пак се тоа све погрешни информации. Златна средина. Нема и многу да се трудиш. Ако многу сонуваш, пак ќе се разочараш. Ако имаш многу цели, пак ќе се разочараш. Па луѓе, ако човекот нема цел, он полека ќе влезе во таа категорија на просечност, на средина, која што почнува да станува прифатливо негативна. Гледате, ајде да го искористиме тој термин, имаме прифатливо негативни луѓе. Ке дојде ке се жали. Ама зашо се жали? Се жали дека он не е причина. Фактички ти вика дека има некој тип на нешто кој што влие против него, општеството влие против него, не знам, професорите му се криви зашто не завршил факултет, она му е криво затоа што не знам не добил стипендија зашто другите имале врски. И се што се случува? Тоа е уствари прифатлива негативност. Ама ние не ја гледаме како негативна, затоа што и ние сме малку у тоа. И ти не го гледаш тоа затоа што ти си тоа. Но ако дојдеме во оваа категорија на третата категорија, што се најпозитивните луѓе, кои што ги имаат амбициите и целите, и кои што шибаат на нив, они се околу акција и дисциплина. Околу акција, види, да ви кажам една работа, само трнете у теретана. Еве, запишете се утре у теретана. И почнете да дојдете една недела у теретана. Ја гарантирам дека ќе се појават позитивните мисли. Не може да не се појават. Зашто запамтете го ова. Позитивните мисли се околу акцијата и дисциплината. Со други зборови, негативните мисли доаѓаат кога ќе успориш, кога нема да преземаш акција, која што има вредност, затоа што ќе ви кажам една работа. Може да имате акција и болje да сте у било која акција, како викаат старите, џабе работи, џабе не седи. Прекрасно правило. Но акција која што е насочена кон твојата цел има дополнителна енергија. Акција насочена кон твојата цел. Зашто ти денес како правиш некоја акција без врска, нема иста јачина како акција која што е насочена кон твојата цел. И затоа е многу важно да имаш акција насочена кон некоја цел, конкретна.
Но, болje да имаш било каква акција, отколку да немаш акција. А зошто е тоа точно? Зашто, гледате, енергијата, да го цитирам коуч Диков од ATG, феноменален систем, ATG, поздрав ако не следите, и вели вака: енергијата се ствара кога ја трошиш. Сакам ова да го запамтите. Енергијата се ствара кога ја трошиш. Ако човекот има енергија, он не може да има негативни мисли. Невозможно е. Децава зашто немаат негативни мисли? Зашто имаат енергија. Што се случува како доаѓа староста? Различни ситуации им ја зимаат енергијата. Различни траумички ја зимаат енергијата. И така натаму. Сега што се случува? Они почнуваат, затоа што ја немаат енергијата, они почнуваат да премислуваат, они стануваат предпазливи. Зашто децата не се предпазливи? Затоа што имаат енергија. Ме разбирате? Енергијата ги прави позитивните мисли. Тоа е енергијата. Но, за да ја добиеме енергијата, ние мораме да имаме дисциплина. Мораме да имаме дисциплина. Што е тоа што прави осредност? Што е тоа што прави осредност? Осредноста се базира на дефокус. Значи, кога имаме осредност во општеството, кога имаме осредност во тимот, кога имаме осредност во било што, тоа што гледате? Гледате дека имате многу фактори околу тој човек кои што му го зимаат вниманието, затоа што е он нефокусиран, затоа што прави енергија? Фокус. Значи, ако ние имаме фокус, ќе имаме енергија. Ако имаме енергија, ќе имаме позитивни мисли. Не може да имаме негативни мисли ако имаме енергија. Но за да имаме енергија, мораме да имаме фокус. Но што се случува денеска со сите овие фактори на дефокус? Фактори на дефокус околу нас еден куп. И сега, колку човекот е поддефокусиран, толку помалку енергија има. Во англискиот јазик има нешто кое што е многу убаво како збор, се вика distraction. Distraction кај нас е нешто кое што ти го одзема вниманието. Но гледа како се пишува на англиски. Distraction. Овој збор distraction се состои од два збора. Dis во кованицата на зборови, кога се прават зборови. Distraction. Dis значи не, а traction е триење. Гледате, ако земете да триете нешто, сакате да ги стоплите рацете, што правиме зимно време? И што се случува? Се ствара топлинска енергија. Сега, фактички се ствара еден тип на енергија кога има тракција и триење. Ако вие го земете тегот у теретаната, вие правите тракција, вие правите триење. Кога ќе се соочите со препреките кон целта, вие правите триење. Но што се случува кога човекот има дефокус? Он ја напушта целта и нема триење. И затоа што го нема триењето, како резултат на таа непостигната енергија, се јавуваат негативните мисли. Порано ако ви текнува, веројатно сте генерацијата како ја, помлади има знам, има постари знам, ама возевме точак каде што имаше динамо. Помладите тоа не го знаат, затоа што сега има електрично светло кое што добива струја на друг начин. Порано ако ви текнува, за да добиевме светло на точакот, на предното тркало имаше еден инструмент, малечко како едно тркалце пак беше, кое што кога ќе се стави на предното тркало и како предното тркало вози, нели на динамото има исто така мало тркалце и оно се врти поради тоа што се е доближено на тркалото и преку мали жички доаѓаше до светлото. И колку повеќе возевме со точакот, колку повеќе вртевме со педалите, толку повеќе светлото осветлуваше. Гледате, исто е во животот. Замислете го тоа светло кое што излага од самиот точак е вашата позитивна мисла. Многу едноставно ќе ви го обяснам. Ако земете во животот да работите на вашите цели преку правење на акција, без разлика што некој ќе ви каже може да не успеш. А што ќе правиш иначе? Ќе бидеш у барата, секако ќе станеш негативен, секако. Ќе станеш негативен, ама споро. Вака може да имаш некој неуспех, ама ако не се откажеш и продолжиш и наоѓаш решенија за сите препреки, ти фактички го вртиш точакот и правиш осветлување за нешто кое што е непредвидливо во твојата иднина. Ама само така правиш позитивни мисли кои што ти даваат осветлување. Единствениот начин. Ако замислете имате точак без ланец, нели? И се ланецов извадим, ти колку и да вртиш, оно нема тракција. Гледате, Запчаников не фатил. Ама Запчаникот кога ќе фати, тогаш има енергија. Зашто? Затоа што има триење.
Дистракција значи нема триење, со други зборови дефокус. Колку се на социјалните медиуми сторињата? 20 секунди. Не можеме ни 20 секунди да дочекаме, да гледаме, скроламе цело време. Ние сме денеска научени да бидеме дистракција. Време на лектири. Ми текнува. Мајка ми беше шампионка. Имавме многу убав филм за мојата фамилија, од на мајка ми страната, фамилијата се музичари, имаат многу развиена дисциплина. Мојата мајка беше професорка по клавир, сестра ми е професорка по клавир, моите 3 братучетки, 2 сите свират во филхармонија, едната опера мислам. Дедо ми, односно вујкото еден беше познат диригент Драган Шуплевски, хорот при факултетот за музичка уметност го носи неговото име. Другиот Гаврило беше во филхармонија, свиреше. Дедо ми беше основач на мандолински оркестар. Сега, да ви кажам колку интересно беше кај нас. Мајка ми, кога ќе дојавме со сестра ми, да кажеме, не знам, петок, сабота, од искачење, мајка ми сабота у 9 сат сабајле отвараше ролетно и така не будеше и викаше помина денот, фаќите се за работа. Сега, мајка ми ја третираше мрзата како да е нешто кое што не е болест, да го речам, ама не болест, ама нешто кое што за неа беше неприфатливо. Зашто гледате, кога ќе ја прифатите мрзата, тоа ќе го добиете. Ако не ја прифатите мрзата, не можете да имате негативни мисли, затоа што мрзеливоста е првото нешто кое што ја отвара вратата на негативните мисли. Зошто? Поради тоа што не е поврзано со дисциплина. Дисциплината е поврзана со несакање да го правиш нештото, ама го правиш. После тоа ти доаѓаат позитивните мисли. Ама мрзата е леснотија. И таа леснотија кога ќе си земеш да се возиш на неа, народно доаѓаат негативните мисли. Зошто? Затоа што немаш тракција, немаш триење, немаш фаќање во коштец со препреките кои што се на патот на твојата цел. Сега, кога ќе го осветлиш ти твојот пат преку акција, дисциплина, а сето тоа предизвикува енергија, тогаш таа енергија која што се предизвикал, ти ги отвара и отклучува позитивните мисли. Зошто е деструктивно да си во средноста? Затоа што не го користиш твојот потенцијал. И ако ти знаеш дека не го користиш твојот потенцијал, за да не ти биде толку тешко, ќе најдеш оправдание зашто општеството те спречило да го искористиш твојот потенцијал. Со други зборови, ќе се лажеш. Колку повеќе почнеш да се лажеш, толку помалку твојот потенцијал користиш и почнеш да влагаш во зачаран круг, затоа што колку повеќе користиш изговори, гледате многу интересен факт, excuse на англиски, така се веќе изговорат, се состои од два збора, ex и cuse. Ex значи external, надворешна, cuse доаѓа од зборот cause. Excuse се состои од два збора, ex external, outside, cuse е cause. Cause е причина. Надворешна причина. Зашто не успеа? Тренерот не ме сакаше. Зашто не успеа на школа? Сите професори беа против мене. Зашто не успеа во животот? Татко ми секогаш ме стопираше. Зашто не успеа во животот? Жена ми беше пречка. Зашто не успеа во животот? Општеството е такво, во Македонија имаш да успееш. Зашто не успеа во животот? Корумпирано општество имаме. Зашто не успеа во животот? Наведи било која причина што се случува, те ослабува. Зашто? Поради тоа што те носи во лесната емоција на оправданието. А што е одговорност? Тешкотијата на преземање, на причинување. Ама кој причинува? Ти. Колку повеќе се соочиш дека ти си причина за твојот негативен живот. Без разлика, ако си у токсична релација, ти си причина. Ако си на токсично работно место, ти си причина. Зашто? Затоа што не ќеш да имаш дисциплина. Зашто не ќеш да имаш стравот на исправноста. Не ќеш да го имаш стравот на исправноста. Зашто исправната акција некојаш е страшна. Зашто имаш негативни мисли? Затоа што сакаш да си во комоцијата на неисправноста. Ама комоцијата на неисправноста доаѓа пред се од тебе. И ако животот не ти е подреден како што треба, тогаш можам да се охрабрам и осмелам да кажам дека за нешто не си дисциплиниран. Без разлика, дали да кажеш не кога треба да кажеш не. Зашто? Поради тоа што и да кажеш не кога треба да кажеш не е непријатно. Не е пријатно. Но не е ни пријатно кога ќе почнеш да идеш у теретана, зашто ќе имаш воспаление. Не е пријатно кога ќе почнеш да не јадеш благо, поради тоа што телото ти го бара. Не е пријатно. Знаете, имате многу работи кои што не се пријатни. Не е пријатно да му кажеш на некој твој пријател дека е
после многу долго време слушање да му речеш дека би требало да работи на себе поради тоа што е премногу негативен и дека едноставно би сакал ти да му помогнеш, но дека не се согласуваш со многу од работите кои што ти ги кажува. И ако му кажеш дека не се согласуваш со многу од работите што ги кажува, две работи ќе се случат. Или он ќе се смени после молк, ама ти нема да се смениш на лош. Слушате го. Имате луд човек. Замислете, имате некој човек кој што ви доаѓа дома со вреќа пуна со ѓубре. Ѓубре. И ти звони на врата. И ти му кажеш влези. Он влага со вреќа пуна со ѓубре. И ти го исфрла ѓубрево у дневна соба. Вруп, хаос, ѓубре. И да кажем, имаш некој човек што постојано се жали. Да не се разбереме погрешно, имате луѓе на кои што треба да ги слушате, имате жена која што треба да ги слушате, маж кој што треба да го слушате. Имате луѓе кои што имаат тешкоти во денот, имате луѓе кои што имаат некои работи кои што им се случуваат, ама не се постојано такви. Ви кажувам за човек кој што постојано е таков. И се он доаѓа со некоја вреќа црна и вика еве го легендава дојде со црната вреќа, пуп. Предходниот ден ти истурил све вреќата од дневна соба, со жената сте чистеле пола ден, ај не си можел да исчисти, си викал некој како помош, некоја служба за чистење, кој да чистел и така натаму. Го гледаш наредниот ден, си викнал, значи, луѓе за чистење, тим за чистење, жена што чисти. Кој да е? Ти, жената сте чистеле, децата помагале. Пола ден си чистел. Го гледаш наредниот ден, доаѓа пак со црнава кеса, го гледаш на клучалка, викаш не му отварам на овој. Овој со кесава доен. Луѓе, исто е кога сте постојано во барата на осредноста. Во барата на осредноста секој се носи кесичка со ѓубре. И почнува во групниот митинг, наречен кафе пиење сабота у 2. Кафе пиење недела пред ручек. Значи, ќе се соберат. И што се случува? Секој си доаѓа со кесичката. И таа кесичка во неја има или мрчење за општеството, или цинично-саркастични хумори на нечии сметки, кој што не е за него, секако. Ама тоа е дел од кесичката. И ти си у тоа друштво. И си у тоа друштво постојано. И си у тоа друштво 15 години. Си у тоа друштво 20 години. Ти си станал дел од таа реторика, цинизам, сарказам и што е да е, ама не сваќаш дека тој цинизам и сарказам е негативноста на осредноста. И така се отвара вратата на негативноста. Така. И сега, овие што се амбициозни, здраво амбициозни луѓе кои што сакат и вие да бидете со нив успешни, тој нема време за тоа. Он нема време за тоа. Зошто? Поради тоа што е посветен на акцијата, посветен на дисциплината и посветен е да се соочи со предизвикот на тешкотијата, на препреката кој што е на патот на целта. Зашто ти денеска, сабота недела, качи се на некој врв на планина. Ке се измориш, ке се испотиш, воспаление на мускули, ама кога ќе се вратиш дома, абе не ти се слушаат глупи муабети. Зашто? Ја сакаш да ја заштитиш твојата енергија? Зашто? Затоа што си знаел колку влог си вложил за да го добиеш тоа како енергија. Ама ако не правиш ништо од тоа, си во благоста на мрзата. Више си соедново заинтересиран за excuses, за изговорите, затоа што не креираш енергија на патот кон твојата цел. И кога не креираш енергија на патот кон твојата цел, доаѓаат полека негативните мисли, кои што се прв братучет на мрзеливоста. И после доаѓаат уште поголеми стравови, поради тоа што ти не си зајачал. Ти не си од теретаната на животот. Не се соочуваш со врвовите на планините, не се соочуваш со целите и со надминување на препреките на патот кон целта, и затоа што не го правиш тоа, твојата енергија слабее. Твојот карактер слабее, твојот идентитет го снемува. И она што се случува, поради тоа што ти ослабена енергијата, више не си тоа дете во неговиот занос и ентузијазам. Ослабена ти енергијата. Зашто децата со кои се дружат, гледате ги децата. Дете со кој ќе се дружи? Ќе се дружи со постар човек што гледа вести у 7, ќе се дружи со баба му и дедо му кој што не знам што прават. Може имат баба и дедо кои што постојано работат, алал некиме. Ама со кој се дружи детел? Кажете ми.
Кој му е друштво на дете во фамилијата? Гледате ги деца, шампиони се. Детето не се дружи со некој што нема енергија. Он знае. Гледате го дето. 6-7 години дете, 5, 4, 3. Со кој се дружи детето? Ке се дружи со тој член од фамилијата кој што му влага у играта. Тој член од фамилијата кој што делува со него, кој што ги прави акциите со него. Он со тој, он е заљубен тој член од фамилијата. Зашто? Затоа што има енергија. Дете не се дружи со дете, друго дете, ајде, не можам да речам друго дете што нема енергија, зашто децата имаат енергија, секој дете има енергија. Ама не се дружи со постари луѓе. Зашто не се дружи со постари луѓе? Затоа што не му се реални. Зашто? Затоа што многу мислат, затоа што имаат малку енергија. Сега, дете се дружи со друго дете само затоа што имаат енергија. Затоа што имаат цели, затоа што имаат планови, затоа што имаат предизвики, затоа што имаат игра. Што имаат игра. Сега, кога луѓето немаат игра, која што е конструктивна, он ќе најде игра која што е деструктивна. И таа деструктивна игра се вика препредпазливост, се вика мудрување, озборување, цинизам, сарказам, правење на анализи и мудрости на тема колку другите се сите погрешни од неј. Сега, кога човекот доаѓа во таа категорија, он доаѓа во таа втора категорија на луѓе кои што се благо деструктивни. Оваа прва категорија што зборев дека се амбициозни, ама се токсично амбициозни, се надевам дека ќе им ги избришете броевите од вашиот телефон. Затоа што тие, кои ќе дојдат до тебе, тие ќе те здроват, како пау, ти си муват, он со мувате палката ќе те здрови. Затоа што тие луѓе имаат тенденциозно идат контра тебе. Овие другиве луѓе за кои што зборувам сега, таа блага осредност. Значи имаме луѓе од првава категорија што ги зборевме, тие директно те напаѓаат тебе, затоа што ти си им таргетот. Он сака да те спушти, да те инвалидизира, да те намали, да те понижи, така тоа му е целта, за жал. Едно цели. Овие што се втората категорија што ги зборев за барата, оние немаат таа цел. Они немаат цел да те направат тебе директно погрешен. Он те прави тебе директно погрешен, односно индиректно погрешен, затоа што ти пушта мисли кои што не се поврзани со планови, цели, идеали и менење на општеството, подобрување, имање некоја мисија поголема од нас, имање цел поголема од нас, цел поголема од тебе и така натаму. Така да целата поента е да човекот дојде во таа категорија каде што ќе најде цели кои што се поголеми од него, кој што ќе најде својата мисија, кој човек ќе најде собствена мисија, која што е поголема од него, он не може да има време да има негативни мисли, поради тоа што го влече неговата мисија. И одговорноста е да постигне таа мисија. Затоа најдете се мисијата. Не сум видел човек кој што има мисија, а да има време да зборува за негативност. Сум видел луѓе без мисии, без цели, кои што се во средноста на отварање на вратата за негативните мисли, затоа што таму ви доаѓаат стравовите. Стравовите не доаѓаат одма на деца. Децата стравовите не им доаѓаат одма на децата. Ама остави ги децава во средноста на Бош муабетите, детето успорува. Затоа што Бош муабетите ве успоруваат. Кога ќе ве успорат Бош муабетите од Бош дружења, и не дека не треба да отидеме на пијачка, на муабет. Ја мислам дека треба, ама луѓе нека биде тоа 20% од нашето време со овие што се втората категорија. Со тие од првата категорија што се токсични 0% од времето дајте го таму. Ама овие кои што се во средноста, дајте 20% од вашето време. Не повеќе. 30. Ама ако доеш на 40, влагаш во таа категорија. Зашто ќе влезеш во таа категорија на осредноста. Токсичноста на осредноста. Ако си над осредноста, со здрава амбиција, со убава цел, кај што сакаш и другите да ги понесеш кон тебе, таму доаѓаш до изворот на реката, каде што се наоѓа лососот, ама не жабата. И затоа е многу важно човекот да дојде до тоа ниво, каде што има мисија и визија, како ќе ја подобри околината своја. Значи, треба да имаме визија и мисија, како ќе ја подобриме околината во која што ние сме, затоа што тоа е нашата цел и тоа е нашата одговорност. Затоа што не можеш ти да се чувствуваш исполнет целосно ако не ја подобриш околината за другите околу тебе, ако не оставиш некое наследство, ако не ја направиш општеството да биде подобро, ако не ја направиш компанијата да биде подобра, ако поради тебе фамилијата не функционира како што треба.
затоа што тогаш ќе си горд на себе. Кога ќе освоиш гордоста, ќе ја заштитиш преку немешањето на твојата енергија со средноста и деструктивноста. Ама мора да осетиш гордоста. А гордоста доаѓа од постигнување на убави работи.